Добра вечер во 24 анализа. Министрите на Европската Унија ги усвоија заклучоците за проширувањето, но исчезна временската рамка за деблокада на преговорите на Македонија до крајот на годината. Словенечкото председателство го заокружи денешниот ден како успешен, затоа што има заклучоци за проширувањето, но во нив не стои формулацијата меѓувладина конференција оваа година за Северна Македонија и Албанија, нешто на што тука сите се надевавме. Мој вечерашен гостин, министерот за надворешни работи, Бујар Османи. Господин Османи, добре дојдовте во студиото на ТВ24. Заклучокот накусо го прочитав. Брисел ги заокружи како успешни од аспект на тоа дека е постигнат своевиден компромис, но компромисот изгледа повторно паѓа врз грбот на Македонија, па и на Албанија. Како го оценувате овој денешен неуспех, би рекле? Добро вечер, благодарам на поканата. Значи, на крајот на секоја година Советот на Европската Унија, почнувајќи од министрите па до лидерите, усвојува заклучоци врз основа на извештаите кои што обично комисијата ги дава некаде во октомври. Ако се сеќавате, лани немаше заклучоци затоа што беа блокирани од Чешка и Словачка, бидејќи имаше барање од Република Бугарија да стои погрешна интерпретација на историјата. И тогаш се создаде таа дебата, беа блокирани, немаше заклучоци. Овој пат на овие заклучоци немаше. Тогаш ние рековме дури дека е добро што нема заклучоци, затоа што беа сосема неповолни, заради тоа што се Македонија наметнуваше прашањето на историјата во процесот на проширување и во преговарачкиот процес, што не беше, се разбира, поволен момент за повеќето земји членки. Во оваа дебата денеска немаше прашање по однос на погрешна интерпретација на историјата, тука имаше наметнување од страна на словенечкото председателство да се одреди сепак рок до крајот на оваа година. Според тоа што го дознав во контакт сум со повеќето колеги кои што беа присутни денеска на самата расправа, имало навистина тешка дебата. Меѓутоа, на крај сепак направиле компромис да остане барањето, очекувањето Република Северна Македонија веднаш да ги почне преговорите штом се усвои преговарачката рамка, но без зборот до крајот на годината, и тоа се навестуваше уште со одлуката на техничката влада во Бугарија, која што навести дека тоа ќе го стори, а новата политичка влада побара време за акомодирање. Но што забележувам? Дека за прв пат не само 26 земји членки, туку и Бугарија не можеше да најде вина во Република Северна Македонија. И Република Бугарија образложението за својот став го најде во декларацијата на собранието, во потребата за акомодирање на новата политичка влада, да осознаат повеќе за досието, но не и да вперат прст кон државата. Затоа што навистина не оставивме ништо на случајот. Од позитивниот извештај на комисијата, која што рече нашето досие е безпрекорно по однос на реформите, од зачувувањето на стабилноста на владата, бидејќи и тоа беше момент некој да впери прст дека нема ситуација таму да се почнат преговорите. Ги направивме сите напори да ја задржиме стабилноста на владата. Од одговорот на барањата на 5+7 пакетот кој што беше доставен до Бугарија, при тоа се разбира одговарајќи на сите барања, но задржувајќи се во рамките на нашите државни позиции и декларацијата на собранието. Значи не оставивме простор никој да впери прст, и тоа се забележуваше денеска на дебатата. И мислам дека во тој дел ние апсолутно направивме све што можевме, но Република Бугарија одлучи сепак да не дозволи продолжување на процесот. Факта дека има една формулацијска еквилибристика или акробација, да речеме, во заклучоците, во речениците што таму се напишани, но исто така е факт дека никаква временска рамка не е поставена и дека се тоа ги комплицира и понатамошните чекори. Што овие заклучоци ќе значат во практиката во наредните денови или недели? Видете, временската рамка и обично не значи ништо додека условот е почнување, одржување на првата меѓувладина конференција во моментот кога ќе се усвои преговарачката рамка.
Нас не е проблем усвојувањето на преговарачката рамка, заради тоа што Република Бугарија оспорува неколку моменти во самата преговарачка рамка. Така да вие и да ставите до крај на годината, да ставите до јануари, до февруари, тоа не е важно се додека стои условот, додека не се усогласи и не се постигне консензус по однос на преговарачката рамка. Повеќе тоа беше волја на Република Словенија да наметне одредена динамика. Ако се сеќавате на почетокот на председателството, Словенија дури сакаше и 2030 да ја наметне како временска рамка за членство на земјите од Западен Балкан. Бидејќи ова немањето на некакви си одредници создава некаква си анксиозност, непредвидливост во процесот. Во 2018 комисијата на Јункер првпат ја спомна 2025 како можност за членство и веднаш создаде една позитивна пресија во регионот. Се повлече 2025-та, повторно сме во некаков си вакуум што може понатаму. Така да јас не би ставил значење многу на ова повлекување на рокот, бидејќи рокот беше обид за наметнување на динамика. Прашањето е што Република Бугарија сепак побара време, односно не дозволи да се почнат. Но обидите за наметнување динамика сепак, како што и самите велите, носат нова енергија, нови надежи, можеби нови преговори, нови можности за приближување на ставовите. Сега нема такви. Значи ли ова дека јануари веќе можеме да го избришеме од како евентуален датум или можност за решавање моментум на спорот? Не би рекол, значи уште еднаш да повторам. Реченицата до крајот на годината беше обид за притисок на двете страни да се најде решение во декември, затоа што словенечкото председателство сакаше во неизино председателство да има одреден резултат. Тоа што ја нема таа реченица, тоа не значи дека ние повторно во текот на декември не можеме, иако шансите после овие навестувања на владата на Република Бугарија дека ќе им треба време се помали, меѓутоа јас мислам дека треба да продолжиме со тензијата на кратки рокови. Затоа што нашето досие е целосно комплетирано, подготвено, со сите елементи во тоа досие и имаме право да правиме притисок и врз Европската Унија и врз Република Бугарија, затоа што сме во право и заслужуваме да ги почнеме преговорите. Се разбира, тоа создава тензија пак во нашата јавност и тоа е колатералниот негативен ефект од оваа тензија на кратки рокови, што како тактика се обидуваме да ја наметнеме, бидејќи пак граѓаните им се подигнуваат очекувањата, се разочаруваат. Не само граѓаните, и политичката состојба е прилично комплицирана и во однос на мнозинството, и во однос на после локалните избори, така што веројатно и тоа е делно, затоа можеме и малку подоцна да поразговараме. Преговарачката рамка. Таму, барем според оние што успеале да ја дзирнат, се уште стои условот за добро соседство како дел од преговорите. На кој начин тоа може да се избрише од рамката? Преговарачката рамка има неколку елементи. Тоа е всушност, како да кажам, еден прирачник за текот на преговорите. Еден вид на мини устав на преговорите, во кој што се утврдуваат начините, процедурите, содржината на поглавијата, како се организираат. И во еден момент има едно техничко објаснување дека целата легислатива на Европската Унија ќе треба да се преведе и на македонски јазик во нашиот случај. И тука Република Бугарија го покренува прашањето на јазикот и второто прашањето на долгото и краткото име, кој што исто така се споменува во овој прирачник, кој што е од технички карактер, меѓутоа е задолжителен услов за да се одржи првата меѓувладина конференција. Тоа е првото и второто прашање. Третото прашање е што Република Бугарија бара тој патоказ за имплементација на договорот кој што они бараат да биде ставен во самата преговарачка рамка, во самиот преговарачки процес. А бидејќи за јавноста и очекувано е да биде конфузно што значи преговарачки процес, што значи процес на асоциација. Процесот на асоциација е започнат со потпишување на договорот во 2001 година и поширокиот процес на придружување на асоциација на државата кон Европската Унија. Но самиот преговарачки процес, кој што е финалето
на транспонирањето на европското законодавство во нашето законодавство и полноправното членство се два различни процеси. Република Бугарија бара во овој преговарачки процес да стои патоказот. Што се случи во меѓувреме? Имаше креативни решенија како да се задоволат и едната и другата страна. Во другата страна не сме само ние, туку е Европската Унија, односно земјите членки, кои што велат, чекајте, не можете билатералните прашања вие да ги поставите како да се копенхашки критериуми, како да е владење на право, како да се другите услови за членство. Затоа што ако е така, тогаш утре секоја држава ќе стави билатерални прашања за своите соседи и целиот процес ќе отстапи од тоа што е точно наменато. Точно дека така велат, меѓутоа во фактичката состојба, еве и во денешните заклучоци, се отвара нов проблем за името. Само кај нас стои долгото име, значи Република Северна Македонија, додека кај сите други држави стои краткото Србија, Косово, так. Албанија и така натаму. Тоа е. Значи, притисокот на Бугарија успева. Не е тоа притисок, тоа е вето. Значи, одлуките за проширување во Советот на Европската Унија се носат со консензус. Вие воопшто не треба да правите притисок, само треба да кренете една рака да кажете јас сум против и не може што велите 26 земји членки да апсолутно немаат никаков проблем и тие се обидуваат, меѓутоа се обидуваат, а еве да речеме ова, можеби не е круцијално значење тоа прашање, меѓутоа за нас е на некој начин сензитивно, бидејќи втор пат ни се отвара прашање за името на државата. Сакам да кажам дека нашата позиција е принципиелна и всушност многу земји членки ја поддржуваат, 26 земји членки ја поддржуваат нашата позиција затоа што е принципиелна. Се разбира, Република Бугарија има право на вето и ние мора тоа да го почитуваме. По однос на името, на долгото име, знаете дека тоа е дел од пакетот 5+1, Република Бугарија очекува нота од наша страна до Обединетите нации за да објасниме дека краткото е исто со долгото име и од тогаш они да се повлечат од оспорувањето, ако можам да кажам, на едната или на другата верзија. Тоа е дел од процесот кој што го разговараме. Така да нема тука нешто неочекувано од тоа што веќе го имаме на маса. Новиот бугарски премиер Петков денеска најави или во својата изјава една рамка 6-месечна во која што би се формирале повеќе комисии кои што би работеле на повеќе прашања, меѓу другите економски, културни, инфраструктурни и така натаму, покрај овие историските. Претпоставувам дека тоа не е спорно за нас, бидејќи тоа е направено и во разговор меѓу двајцата премиери. Спорно е временската рамка. Мислам дека 6 месеци е предолг период за овој контекст во кој што се наоѓа регионот. Во регионот има многу отворени прашања. Од тоа што се случува во Босна и Херцеговина, од отвореното прашање Србија-Косово, па сега и новото блокадата на Албанија и Република Северна Македонија. Премногу отворени прашања е некогаш многу лесно да се изгуби контрола врз едно од нив. И затоа се плашам дека 6 месеци премногу го оптоварува регионот во овој тежок политички контекст. Да, за Република Бугарија во услови кога е внатре во Унијата, има нова влада, може да се каже има потреба од запознавање на новите членови на владата, новата влада со досието, акомодација на владата. Меѓутоа сметам дека тој период па нас не ни одговара. Не значи дека имаме сила да го смениме тој период од 6 месеци. Има ли можност паралелно со во овие 6 месеци да почнат работните групи да работат, а во исто време евентуално да се откочи процесот на пристапување? Тоа требаше да биде уште одамна тој пристап. Бидејќи дали можеби Петков најавува ваков пристап со една ваква рамка или не го читате така? Не можам да кажам, треба да седнеме да разговараме што точно значи овој период од 6 месеци. Јас мислам дека се уште има простор да се убедиме со Република Бугарија дека 6 месеци премногу значи за нас и премногу значи за регионот. Иначе таквиот пристап требаше да биде од поодамна. Првата меѓувладина конференција
не е ништо поразлично од втората меѓувладина конференција. Третата, еве, Србија денеска имаше втора отворија нов кластер со 4 поглави. Можеше било која земја да го блокира, да ја блокира Србија во овој нов кластер. Така да немаше потреба да се целиот регион да се држи во заложништво заради ова меѓувладина конференција, меѓутоа тоа е одлука на Република Бугарија, тие се внатре во Унијата, имаат право на вето, наше да имаме што поголема поддршка, се разбира и билатерално да ги надминеме разликите со Република Бугарија, но тоа што мене ми беше најважно и нас како влада, никој да не може да впери прст кон нас за тоа што денеска не се започнати преговорите. Нашето досие беше перфектно комплетирано и на тоа се мислам дека и Република Бугарија најде други аргументи, а не впери прст кон нас. Бугарија според изјавата на Петков покрај формирањето на овие нови комисии или групи кои што ќе работат, многу јасно кажа дека останува на некои позиции што се однесуваат на наставната програма, например бришење на зборот бугарски предфашистички окупатор. Тоа до некаде се образложи со исто така нивната комплицирана коалициона природа на владата, каде што еден од коалиционите партнери е партијата Има таков народ, која што имаше едни да речеме, тврди ставови кон позицијата на Македонија. Како би оделе овие работи во тој случај? Тоа е едно од прашањата од пакетот 5+1 под темата, односно под насловот говор на омраза, кој што они го интерпретираат како говор на омраза манифестиран во различни форми, од овој секојдневниот во социјални мрежи, па преку спомениците во кои што се искажува одредена нетрпеливост или пак говор на омраза кон Република Бугарија. Јас мислам дека ние тука одговоривме дека тука апсолутно има простор да се работи во двете страни, дека двете држави ќе идентификуваат институции кои што ќе бидат одредени за брза реакција во случај на тековен говор на омраза, бидејќи има провокатори кои што намерно сакаат да ги држат во заложништво односите. Има одреден говор на омраза кој што е по инерција наследен од поранешниот југословенски поглед кон Република Бугарија, кој што не беше и многу пријателски, како што не беше и пријателски кон тој кон Албанија, кон албанците и кон Република Грција, и ние работиме континуирано, бидејќи навистина како нова држава немаме причина да го носиме тој товар на еден друг сојуз. Ние влегуваме во сојуз со Република Бугарија, веќе сме во НАТО, со Албанија, со Грција, и треба да градиме односи во рамки на новиот сојуз, а не со погледите кон тој стар сојуз од кој што сме излезени. Потоа спомениците, апсолутно мислам дека не треба да има идентификација на една етничка заедница со една идеологија, и редот на зборовите во реченицата бугарски, односно фашистички бугарски окупатор, навистина сметам дека може да се интерпретира како обид за идентификување на цел еден народ со една идеологија, и мислам дека во тој дел ние треба да преземеме мерки, и тоа го предвидуваме во нашиот акцијски план. Господин Османи, сега влада ми се чини една конфузија после оваа изјава на Петков денеска, бидејќи од една страна ја имаме таа најава за формирање на нови работни комисии, кои што ќе треба да ги решаваат прашањата, веројатно дел од нив може да бидат многу плодотворни, како економските, инфраструктурните и така натаму, а во исто време го имаме и планот 5+1. Сега, кој од овие две стојалишта за преговарање, за работа, се на сила? 5+1 или новите работни комисии и групи? Со претходната влада, ние токму ова се обидувавме да го направиме. Дури во еден од нашите одговори до претходната влада на Бугарија, нашиот одговор беше од околу 20 или 30 страни, од кои 15 или 16 страни се однесуваше токму за овие прашања: енергетика, инфраструктура, економија и така натаму, и останатиот дел за прашањата 5+7. Тогашната влада едноставно фокус ставаше само на овој пакет
игнорирајќи ги првите 15 страни од документот како прашања кои што се нормален тек на работа. Така да ова е позитивна и оптимистички пристап на новата влада, дека тоа што ние инсистиравме дека мора да има сеопфатен пристап. Да, и минатото, но мора да имаме предвиди сегашноста и днината. И затоа тој пакет ги опфаќаше сите прашања. И овој фокус веќе не враќа на еден нормален пристап помеѓу две држави кои што се обидуваат да градат добро соседство, кои што се обидуваат да планираат заедничка иднина во Европската унија, кои што веќе имаат заеднички сојуз во НАТО, и се надевам дека тоа ќе вроди со плод ако навистина е искрен таквиот пристап. Сега двата пристапа сега ќе бидат комбинирани и работните групи и 5+1 остануваат на сила? Во договорот за добрососедство од 2017 има предвидено два инструмента. Едниот инструмент е Комисијата за историски прашања, кој што ги разгледува прашањата по однос на историја, и другиот инструмент е меѓувладината комисија, кој што ја водат министрите за надворешни работи, се состанува, треба да се состане еднаш годишно. Таму се разгледуваат сите овие прашања кои што беа спомнати во овие најавени работни групи, вклучувајќи ги темите од 5+1 пакетот. И ние се обидувавме во рамки на договорот така да пристапиме. Баравме цело време да има состанок, не успеавме да одржиме, иако тоа е задолжително согласно договорот еднаш годишно таа група на министри, односно двете влади да се состанат. Таму да ги отвориме сите прашања, меѓутоа тоа не беше прифатено. Така да ова што го кажува премиерот Петков е всушност враќање во основите на договорот, а тоа е сите прашања во рамки на инструментите кои што ги предвидува договорот. Преку работни групи, односно јас би рекол преку активирање на постоечкиот инструмент кој што го предвидува договорот, а тоа е меѓувладината комисија, и сметам дека тоа би било најдобриот пристап, отколку да се формираат нови инструменти кои што допрва треба да ги експериментираме. Преку Министерството за надворешни работи. Значи, министрите за надворешни работи ја водат комисијата, меѓутоа таму се членови министрите за економија, министрите за транспорт, министрите за здравство од двете страни. Значи, едноставно сите теми кои што треба да се покријат во рамки на една нормална, тековна, добрососедска соработка, вклучувајќи и темите кои што се дел од спорот. На сите ни е јасно дека формирањето и работата на евентуални работни групи ќе одземе многу време. Дури и оптимистичка е најавата на Петков за 6 месеци работа, дека може да се сработат и донесат заклучоци за комплицирани теми кои што го засегаат општеството, значи на страна говорат на омраза или нешто друго, меѓутоа има навистина комплексни работи внатре. Може ли меѓу таа најава за формирање на работни групи и ова наше барање веднаш да почнат преговорите, да се најде некој меѓу решение? Ние тоа ќе се обидеме да го направиме, да објасниме колку прашањето на времето е важно. Се разбира и прашањето на решавање на разликите. Се надеваме дека брзо ќе имаме средба на сите нивоа, и помеѓу премиерите, и помеѓу министрите за надворешни работи. Јас мислам дека најбрзиот начин на активирање е веднаш одржување на првата, односно на следната меѓувладина комисија помеѓу двете влади, и обид да се најде начин во јануари да се одржи првата меѓувладина конференција, за да паралелно се одвиваат тие два процеса. Меѓутоа сето тоа ќе зависи од волјата на новата политичка влада во Бугарија. Бугарите и досега повторуваа, слични тонови стигнаа и од новата влада, дека само со притисок врз Софија, на било кој, дали се тоа американски дипломати, дали се европски дипломати, нема да се направи ништо. Дали во таа смисла Македонија може да понуди и нов пристап кој што може да го омекне овој бугарски став? Видете, ние во ова прашање треба и мора да се вклучат и се разбира нашите меѓународни партнери, и нашите и на Република Бугарија. Бидејќи сепак се работи за прашање на членство во еден мултилатерален форум како што е Европската унија. Од тука има повеќе заинтересирани страни.
Соединените Американски држави па имаат свои стратешки интереси, стратешка улога во овие односи и во потребата за членство на регионот во Европската Унија, одржување на стабилноста и така натаму. Мислам дека јас се обидував цело време да не се даде впечатокот дека единствениот пат до Софија, од Скопје до Софија е преку Вашингтон или Берлин, туку се обидуваме и директно да комуницираме и мислам дека тоа сме го докажале не само со зборови, туку и со дела. Се разбира, имаше и има се уште и во нашата држава луѓе кои што размислуваат дека доминантно односот треба да биде преку пријателите заради постоечката асиметрија и на тој начин да се постигне одреден степен на симетрија во односите, но јас мислам дека двете патишта треба да не водат до Софија и обратно, директно, но се разбира и преку пријателите. Во еден момент Бугарија постојано практично се повикува на таа нивна декларација собраниска, и Македонија има своја декларација, собранието. Колку во тие услови просторот за наоѓање решение при две декларации, можеби не се обрзувачки, меѓутоа се од политички големо значење, има услови да се направи нешто, а да не се направат внатрешни политички потреси? Па мислам дека може, затоа што со овој процес досегашен на разговори, преговори, размена на идеи, предлози, веќе стигнавме до два пакета кои што според мене се многу слични. Пакетот предложен од Република Бугарија пред 2 месеци и нашиот пакет одговор. Некој што не ги знае деталите не може да ја препознае разликата, затоа што навистина 5+1 и комисијата? Да, 5+1 пред тој пакет. Затоа што навистина се обидовме да ги имаме предвид позициите на декларацијата и на нашето собрание и во ниту еден момент да не навлеземе во позициите што ги утврдува нашето собрание, па и бугарското собрание. Бидејќи тој процес е деликатен, со креативни решенија, креативни формулации и мислам дека само треба поголема политичка волја во овој процес за да се изнајде решение. Се разбира, нема да се затворат сите прашања, меѓутоа нашето добрососедство не е само за почетокот на преговорите. Ние се надеваме на долгорочно пријателство и партнерство со Република Бугарија и во НАТО сојузот и во Европската Унија. И како тоа зближување ќе се случи, многу прашања едноставно ќе исчезнат од значење. Прашања кои што сега изгледаат многу важни, ќе изгледаат тотално беззначајни како ќе се намали токсичноста во односите помеѓу двете држави. Се јавивте ли на министерката Генчовска да ја честитате на изборот? Побарав денеска да се слушнеме, веројатно во текот на утрешниот ден. Што ќе ги кажете, што ќе биде првото што ќе го кажете, освен што ќе ги честитате на изборот? Тоа што го кажувам и сега, дека важна е комуникацијата и важно е временскиот и оно времето во кое што треба да се најде решение, бидејќи навистина од тоа што бевнели во Лондон вчера и имавме состанок за регионот со тројцата посредници и навистина ситуацијата во регионот е премногу оптоварена со отворени прашања кои што во секој момент може да предизвикат одредена дестабилизација во регионот и навистина Република Бугарија има одговорност и кон стабилноста на регионот и кон европската перспектива во регионот. 2008 Република Бугарија беше држава водилка на европскиот процес на регионот, со самитот кој што се одржа во Софија, со акцискиот план кој што се усвои таму и наеднаш мислам дека треба да се објаснат овие прашања кои што се случуваат во регионот. Последните дипломатски брифинзи се дека Франција става една временска рамка во сенка, Македонија и Бугарија да го решат спорот до средината на февруари. Има неколку причини и внатрешни, председателските избори во Франција, и ако до тогаш нема решение, се може да се префрли дури за септември.
Очекувате ли дека оваа рамка е реална февруари, што Франција ја дава како можност? Знаете дека во 2019 Франција имаше одредени дилеми по однос на овој процес и всушност нели го блокираше почетокот на преговорите поради потребата од наметнување на новата методологија. Тоа што сега го гледам е дека Франција е активен промотор на потребата за започнување на преговори за двете држави и заедно со Германија, која што цело време беше на фронтот, на прва линија, сега ги имаме двата мотора кои што се активно работат за овој процес и тоа е многу важно. Сега, зошто се прават овие калкулации, можна е јануари, февруари, тешко е март, тоа е заради проценките, повеќе на аналитичарите, отколку што е тоа официјален став на Париз, бидејќи се случуваат во април изборите во Франција, дека во текот на изборна кампања толку ќе се вжешти предизборната атмосфера и риторика таму, па и по однос на проширувањето и да тешко било кој од страните, кандидатите ќе ја отвори оваа тема и затоа се спомнува јануари како по-безбеден период, кога се уште не се загреани процесите електорални таму, или пак јуни после изборниот процес. Значи, тие динамики, за жал, ние не можеме да ги менуваме, може да објаснуваме колку е тоа важно, но одлуката ја носат земите членки. Ние мора да бидеме упорни, нашето досие мора да биде постојано чисто и комплетирано, треба да продолжиме со реформите и покрај тоа што не е лесно, со сите овие фрустрации со кои се соочуваме, влијае на политичката елита, влијае на администрацијата, не испорачува ефективно како би испорачала во услови на една подобра динамика на разговори, меѓутоа ние мора да инсистираме. Еден ден ќе се случи, не е прашање дали, туку кога ќе се случи, и тогаш ќе се сетиме на овие макини с кои што сме поминале, меѓутоа така беше и со НАТО. Исто беше вака напорно, со исти скептицизми, разочарувања секоја година, но ние денеска сме членка на НАТО и јас бев на Министерскиот совет во Рига, седнат на маса со 29 најсилни земји во светот. Се случи НАТО. 15 години, исти фрустрации, ќе се случи и Европската Унија. Ние мора да веруваме во оваа приказна, затоа што алтернативната приказна не е добра за државата и за граѓаните. Бевте во Лондон, таму се среднавте и со помошникот државен секретар Ескобар, со министерката за Европа на Британија Трас, за надворешни работи Трас, со господинот Лајчак. Пораките што билатерално или заеднички ги искомунициравте, пред малку кажавте, регионот е во една чудна фаза, би рекле, по најблаго речено. Мислите ли дека, првенствено од овие средби со Ескобар и Трас, дека тој притисок може да вроди плод? Вие го спомнавте јануари, сега пред 10 минути, меѓутоа после денешните заклучоци некако спласна овој оптимизам се чини во јавноста или во експертските и новинарските кругови пред се. Секој ден е шанса. Значи, не треба да се врзуваме само со овие формални состаноци. Утре Република Бугарија да каже го подигнуваме ветото, Словенечкото председателство може да свика еден нов таков состанок во кој што само ќе се констатира, ќе се усвои рамката и истиот ден ќе се одржи меѓувладината конференција. Така да ние мора да ја држиме тензијата на кратки рокови секојдневни. Како што реков, затоа што сметам дека имаме подготвено досие за тоа и нема причина зашто ние да бараме одложување на овие рокови, особено кога роковите се толку важни. Американската администрација е силно ангажирана и посветена. Исто така и на нив им е важно овој процес да заврши што побрзо, односно да успе. Работат и односно помошникот државен секретар Ескобар, меѓутоа и целата администрација
но мора заеднички овој процес да го истераме до финале. Добро, тука ќе повикам реклами, па се враќаме во студиото и со останатите прашања за тоа како овој денешен неповолен резултат или исход во Брисел ќе се одрази и може да се одрази и врз политичката сцена во Македонија. Повторно во студиото на ТВ24 со министерот за надворешни работи Бујар Османи разговараме за денешниот состанок во Брисел. До сега ги елабориравме надворешно политичките аспекти на овој спор. Колку ова што денеска се случи може да ги искомплицира работите и на домашната политичка сцена со оглед на сето она што беше најавено и предстои? Претходно реков дека една од подготовките зошто нашето досие беше комплетирано и фактот што успеавме да задржиме стабилност на владата и на внатрешната политичка состојба, и таа стабилност се уште е потребна, бидејќи ние не се откажуваме од почеток на преговорите. Може не се случи денеска, може да се случи во јануари. И е многу важно владата да продолжи да испорачува во делот на реформите, во делот на одржувањето на политичката стабилност. Секој дефокус во моментот само ке и молесни на тие што се скептици по однос на овој процес, за да вперат прст кон нас. Така да мислам дека свесни се. Но самите велите скептици веќе нема, дури и Бугарија нема забелешки во однос на портфолиото на Македонија. Зошто некоја политичка ситуација би била основа или причина за скептицизам ако течат реформите, се одвиваат активностите, институциите функционираат? Мислам дека секој дефокус сега на општеството од ова прашање, предвремени парламентарни избори, некои поголеми поместувања можат да не отргнат од фокусот кој што ние целата таа енергија до сега ја концентриравме и ја инвестиравме на ова прашање, и мислам дека свесни се чинителите кои што го сочинуваат коалицијата за важноста на моментот, така да очекувам да останеме така здружени и фокусирани за понатамошен исчекор. Кога ја очекувате оставката на Заев од премиерската функција? Па се разбира, тоа е негова одлука, динамики кои што ќе ги утврди он сам и во партијата. Ние во рамки на коалицијата сме ги договориле основните принципи како ќе функционира понатаму, и програмски, и ресорски, и тоа веќе е прашање на лична одлука и на одлука во самата партија. Дали, доколку нема датум, а многу е веројатно дека тоа така ќе продолжи во наредните недела 2-3, Заев посредно веќе најави дека ако не се случи брзо или ако нема најава за брзо случување, тој ќе ретарира од премиерската функција. Значи ли ова дека новата влада може да се случи и веднаш после Нова година? Видете, повторно не можам да зборувам во име на премиерот во однос на неговата лична одлука кога би ја поднел таа оставка. Навестувањата се такви дека можеби веќе на почетокот на новата година да има нова влада. Што мислите вие, дали целиот тој процес на формирање на новата влада без Заев, односно без овој континуитет, може да биде проблематичен? Ние бевме против таа одлука на премиерот, затоа што сметавме дека е неоснована, затоа што оваа коалиција и под негово раководство навистина направи крупни стратешки исчекори во државата, и дека локалните избори не треба да се мешаат со легитимитетот на централната власт. Меѓутоа сепак тоа е одлука која што ја има донесено и он сам и во партијата. Сметавме дека оваа поместување ќе направи еден дисбаланс на односите, и тоа се покажа веднаш со обидот за рушење на владата, кој што се покажа за неуспешен. Меѓутоа некако се случи тоа што ние го навестувавме, дека деликатното компонирање на оваа мнозинство
секое изместување на едно парче од тој мозаик може тешко да се одржува како такво. Меѓутоа во меѓувреме се направија добри подготовки и сметам дека имаме стабилна влада, стабилна коалиција која што ќе може да продолжи со овој курс на државата до редовните избори. И новите коалициони партнери, најавени највисоко на нивната агенда, се ЕУ и датумот за преговори, односно почетокот на преговорите, дури и на оние пратеници кои што не дадоа поддршка на обидот за уривање на владата, како на Кастриот Реджепи и овие четворица, исто така четворицата од Алтернатива. Сега во вакви услови, колку мислите дека едно такво мнозинство ќе биде стабилно и безбедно, доколку ниту јануари се пропушти рокот за јануари и февруари, како може би последни во ова полугодие? Видете, алтернативата од оваа коалиција во моментот не може да понуди било какво решение за не само за краткорочно, туку среднорочно и долгорочно деблокирање на овие процеси. Таква е констелацијата. Со Левица и коалицијата на Левица која што се обиде да ја руши владата, не може да биде алтернатива. И независно од оваа динамика на започнување на преговори, фактот дека од една страна е Левица коалицијата, од друга страна е оваа евроатлантска коалиција, мислам дека е доволно за да ги убеди сите што се дел од оваа мнозинство дека треба да се продолжи на овој пат. Меѓутоа, еве да зборуваме и за роковите. И доколку го земеме ова најлошо сценарио, дека јуни може да биде денот кога ќе се започнат преговорите, сепак сметам дека јуни дури мислам дека не постои како датум, има една конференција за Западен Балкан Макрон за јуни. Не постои и јунски и јулски совет на Европската унија. Постои, но е премногу тазе во однос на тоа што ќе се случува после француските избори. Зборувам по однос на овие рокови што ги навестува новата бугарска влада, дека им се потребни 6 месеци за конечно деблокирање на прашањето. Еве да речеме дека тоа, иако ние ќе работиме да се случи најбрзо што може заради причините знаете кои се тие ризици. Кои што не знаеме после што во Франција, така што постојат ризици после јуни многу и нови. Тоа секогаш ќе биде така. Никогаш нема да биде фиксна политичката сцена во целиот европски контекст за да можеме да бидеме сигурни, меѓутоа веќе се навестуваат одредени правци и затоа велам еве и да го земеме ова полошо сценарио од јуни, сепак тоа дава за право на сите чинители кои што се дел од оваа мнозинство овој 6-месечен период да се користи конструктивно и тоа не само заради Европската унија. Ние имаме многу други важни прашања кои што ги спроведуваме како влада, многу крупни проекти кои што сме во фаза на реализација и сметам дека интересот на граѓаните, очекувањата на граѓаните е дека ќе има политичка стабилност кој што ќе го истера мандатот и влада која што ќе истера мандат до крај, затоа што, како што реков, алтернативата не е добра и дестабилизирањето секогаш нови избори и токму тоа и дестабилизирањето на политичката сцена толку често ги кочи, како што знаете, и економските и општествените процеси и не гледам причина зошто било кој од чинителите во владата би се решил за поинаков пат. Дали оваа влада што сега ќе се конструира се прави за мандатот 2,5 години, значи до крајот на мандатот, или можно е да се случи да биде и една преодна влада која што ќе има прилично ограничен рок на трајање, особено ако не се случи датумот во како што велите и до јуни. Договорот помеѓу коалиционите партнери при формирање на ова веќе ново мнозинство и нова влада е за да биде до редовните избори во 2024, затоа што, како што реков, имаме многу прашања кои што Европската унија е тема на денот, меѓутоа има и многу други прашања и потреби на граѓаните. Само во надворешната политика можам да издвојам неколку прашања кои што се надвор од Европската унија. Председавањето со ОПС е едно од најголемите постигнувања на надворешната политика. Ние веќе од јануари влегуваме во триото председавачи
во 2023 го превземаме председавањето со најголемата организација, регионална организација која се протега од Ванкувер до Владивосток, од Русија до Соединените Американски држави и една мала држава од Балканот ќе го председава целиот тој механизам. Добро, што тоа им значи на граѓаните? Им значи многу на меѓународната позиција на... Не, им значи да се намали корупцијата, да се менаџира добро здравствената криза и да се менаџира економската криза и енергетската. Значи тоа се некои работи по... Затоа реков дека само во надворешната политика има прашања кои што се и многу повеќе и многу дополнителни од Европската Унија, а да не зборуваме за прашања од општествениот живот кои што се важни за граѓаните, како што ги спомнавте вие, здравствената, енергетската криза и така натаму. Го имаме коридорот 8, најголемиот инфраструктурен проект во историјата на оваа држава, кој што очекуваме да почне некаде март-април месец. И тоа се прашања кои што значат многу за животот на граѓаните, многу значат за економијата и затоа сметам дека оваа политичка констелација, оваа коалиција е таа што во моментот може да одговори на овие очекувања и прашања на граѓаните. За жал, алтернативата на оваа коалиција не може да ги понуди тие одговори. Во исто време, опозицијата најави дури протести на улица. Сето тоа поврзано веројатно и со еден ваков неуспех што евентуално би се случил или се случува во моментов, за кој што не знаеме како ќе заврши во однос на датумот за преговори. И мислите ли дека во едни такви услови на економска, енергетска, здравствена криза со прилично високи индекси на корупција во регионот, со опозиција на улица која што има извлечено еден дел од легитимитетот на локалните избори, може да обстане една коалиција која што има декларативно про НАТО и ЕУ ставови, меѓутоа останатите делови на тој организам некако не функционираат доволно за да граѓаните тоа го видат. И самите рековте, сега да почне коридорот 8, а веќе 4-та година сте во власт. Видете, протестите се легитимен политички инструмент кој што опозицијата може да ги користи. Меѓутоа, последните трендот на одлуки на граѓаните на изборите покажува дека граѓаните предпочитуваат конструктивност. Мислам дека и опозицијата е свесна дека доколку влезе во таков деструктивен пристап во водењето на политиката, само ќе изгуби пред граѓаните. Граѓаните очекуваат сега сите да се концентрираат во надминувањето на потешкотиите и предизвиците со кои се соочува државата, дали во надворешен или во внатрешен план. Опозицијата има добра основа од последните локални избори и може само тоа да ја надогради таа доверба со конструктивност во овие процеси, имајќи ја предвид јасната политичка волја на граѓаните за оваа мнозинство со бројот на пратеници кои што ги има во собранието. Нивна одлука се разбира, меѓутоа од моето политичко искуство можам да кажам дека било која деструктивност во ваквите предизвици со кои се соочува и регионот и државата може само да им одмогне на нив. Дуи во целата оваа констелација се наметна како еден фактор без кој практично не може да се направат нови парламентарни избори. Зборуваме за предвремени, бидејќи без тој корпус на пратенички мандати, едноставно тоа невозможно од едната или другата страна. Може ли да се случи дуи при евентуален неуспех на европскиот пат да биде тегот што ќе натегне кон нови предвремени парламентарни избори? Видете, од прагматични партиски причини само на дуи и одговараат предвремени избори, односно најмногу на дуи одговараат предвремени избори. Бидејќи дуи на ВМРО-ДПМН според констелацијата на локалните избори. Зошто реков најмногу? Затоа што дуи беше единствената партија која што ја зголеми поддршката од последните избори. Од тие на 15 јули 2020 година. ВМРО победи,
но бројот на гласови им е помал од гласовите што ги доби на парламентарните избори. Што не значи дека избори. Дуи би го повторило тој резултат со оглед на тоа што го изгуби Тето, најголемиот град каде што гравитираат албанските политички партии. Тука има партии. различни интерпретации, затоа што на првиот круг Дуи и победи со советничка листа во Тетово, дури имаме еден советник повеќе од колку што имавме на прошлите локални избори и имавме предност со кандидатот. Во вториот круг Левица коалицијата се здружи и се разбира го поддржи Билалка Сами и тој е градоначалник, не спориме, ние го признавме резултатот, меѓутоа тоа не ја покажува поддршката што албанците, граѓаните ја даваат на Дуи. Трендот е дека Дуи расте со поддршката кај албанците, меѓутоа се повеќе и кај другите етнички заедници, затоа што покажува стабилност. Граѓаните во Дуи гледаат конзистентност, стабилност и гледаат евроатлантска недвосмислена ориентација. И не заради тоа што јас сум од таа политичка партија, меѓутоа навистина сметам дека е срекна околност што овие влади и зависат од присуството на Дуи, бидејќи Дуи е единствената политичка партија која што не флуктуира на дневни и сезонски основи по однос на ориентацијата, по однос на пристапот кон водењето на институциите. Значи ли ова дека Дуи нема да биде партијата што ќе оди кон предвремени парламентарни избори, па дури и при неуспех со ЕУ? Не е само прашањето на ЕУ, има многу други прашања кои што се важни в владата да се справи со нив. Спомнав само неколку од нив. Сметаме дека интерес на граѓаните е да имаме стабилна политичка влада до истекот на овој мандат. Најверојатно мандатар на новата влада ќе биде Димитар Ковачевски, новиот лидер на Социјалдемократскиот сојуз. Очекувате ли посериозна реконструкција во владата од аспект на министрите на Дуи? По однос на ресорите, мислам дека тие веќе се колку толку објавени во јавност, дека ќе има одредена рокада на министерства кои помеѓу партиите кои што се дел од коалицијата, по однос на персоналниот состав, сепак крајниот збор го има председателот Ахмети и во моментот кога ќе дојде време за тоа ќе ја носи он одлуката, се разбира, во координација со останатите тела на партијата. Ви останувате ли министар за надворешни работи според досегашните ваши контакти со председателот Ахмети? Тоа ќе оставам да го каже господинот Ахмети. Останува ли она барање или договор кој што го имавте со премиерот Заев, односно го има лидерите на двете партии Ахмети и Заев, за последните 100 дена од мандатот премиерот да биде избран од редовите на Дуи? Да, тоа е договор кој што е направен помеѓу двете политички партии, представени од председателите во тоа време на партиите Зоран Заев и Али Ахмети, и тоа останува како договор кој што е во сила и после измените кои што се смените кои што се случија во Социјалдемократскиот сојуз, и мислам дека е тоа добро за државата, бидејќи примерот на председателот на собрание покажа, ако првиот пат имавме такви тензии во собранието поради изборот на Талат Джафери за председател на собранието, вториот пат никој не ни забележа дека повторно Талат Джафери избран, затоа што тоа стана нова нормалност во државата. Едноставно прашањата на етничките монополи во водењето на институциите стануваат дел од минатото. Мислам дека така ќе се случи и со владата. После функционална законот за пржинска влада. Да, коинцидира техничката влада со договорот за... Това значи дека поддршка практично таа влада ќе треба да добие и од опозицијата. Ќе имаат представници, министри ќе имаат опозицијата и се разбира би требало да ги поддржат собствените министри во таа влада. Пред некој ден го слушнавме вице-премиерот Груби, кој што изјави дека и од ВМРО ДПМН наведно ги увериле дека немаат ништо против Дуи да даде свој премиер за албанец. Според пржинскиот договор, техничкиот премиер го предлага
партиите кои што се во власта, кои што се мнозинство. Така да тоа е внатрешен договор на двете партии или трите, да речеме. Коалиционите партнери. Би било многу лошо доколку ВМРО излезе и каже јас сум против премиер само заради тоа што е албанец. Мислам дека тоа би било спротивно на све она што тие го кажуваат во последен период и сметам дека тоа нема да го направат. Би било многу штетно за нив, бидејќи навистина нема образложение зошто во основа на етничката припадност вие би одбиле некој премиер. Добро, господин Османи, ви благодарам што бевте вечерва дел од 24 анализа. Благодарам и на вас. Да. Почитувани гледачи, тука е крајот на ова интервју. Ве оставам за некоја минута се вестите. Пријатно.